Почитувани, одморот на Филипче во Дубај, кој го помина заедно со неговиот ментор Заев, во увид на градежни активности на 50-катницата и забава со Хариџиновиќ, на која што веројатно ги трошеле заработените милионски суми од акциите во индиската авиокомпанија, го збунија Филипче и го отргнаа од реалноста во која не доведоа токму тој и неговиот ментор Заев. Филипче се појави на пресконференција во понеделникот, на која што изнесе премногу лаги и манипулации во јавноста и одлучи повторно да го снема. Филипче нека остане смирен на овој историски ден за Македонија, каде што во Лондон се подпишува стратешкиот договор со Обединетото кралство, кој ќе донесе над 6 милиарди евра, а нема да донесе мигранти. Да беше Филипче на власт или можеби неговиот ментор Заев, не само што немаше да имаме стратешки договор, туку и да го имавме, ќе беше ограбен, криминален и корумпиран. Тендерите ќе се делеа на браќа и братучеди, на партиски коалиции, ќе се оштетуваа буџети, а народот ќе го плаќаше истото. Затоа, Филипче, денес повторно те прашуваме, како ти дојде до акции во индиска авиокомпанија, како дојде до златна виза за Дубај, и дали пресудата за модуларната болница е праведна и реална. Филипче е само еден обичен лажго и манипулатор. Филипче е срам за Македонија и треба да остане во црното минато на македонската политичка сцена. Филипче е синоним за неспособност, криминал и корупција. Ви благодарам.